Добро вечер, драги пријатели. На многу од вас си посакувам убав сон. Одавно се немаме слушното или одавно не може моја видео на лица. Но оно што се случува пред Иран, поточно двата носача на авиони што са пратени и многу други бродови, голема американска војска, може да биде погубно за Израел, кој што видовте во наслов, дали Трамп и Нетањаху ќе го избришат Израел. Бидејќи Израел бара од Трамп да се нападне Иран. Но Иран сега не е сам. Скоро 2 месеца нон-стоп пристига транспортни авиони од Кина, од Русија во Иран. Инаку голема помош и пруžа и Северна Кореја, особено кога праша и нуклеарната програма. Северна Кореја и помогна и на Пакистан. Да не се лажеме. Наводно ветрува дека имат богатен ураниум до 60%. Не е чудо и да имат и повеќе на некоја валкана бомба. Но интересно дека Хоменија, или како се вика нивниот верски водач, на Фејсбук покажа како ќе биде потопен американскиот носач на авион, бидејќи тука се многу чамци и плюс треба да се знае една работа, за разлика од американците, иранците благодарение на Русија, заедно со Кина, поседуваат хиперсонично оружје, отлично ракети. И сега што бара Трамп? Бара Иран освен мислам договор за нуклеарната програма, да се запре и со производство на балистички или ограничени балистичките ракети, бидејќи се хиперсонични. Само да знаете дека во првиот напад, во конфликт меѓу Иран и Израел беше уничен скоро, мостот, зградата беше уничена. Тогаш Израел тоа војна го кошташе 1 милијарда. Значи, исполнуваше ракети противвоздушни за одбрана од хиперсоничните, кои вредеа по милион, но сепак железната купола беше разбиена. И сега, тај Хоменија се вика верски водач, нема да се збор, прикажа како ќе биде потопен американскиот носач кој уште еден пристига, че голема војна сила со многу кораби или разарачи, но по Иран сега не е сам, кој што гледате позади мене се и Северна Кореја, значи Ким, Русија, Путин, Си Џинпинг и јавно се закани и не случајно јавно се закани дека ќе помага да се рушат американските ракети, бидејќи Иран за Кина е многу важен. Кина од Иран купува нафта, порано одеше по море, сега направи и железница, како и газ до Сладијан Малдив. Така што наводно, после мислам период да се докажа, наводно американските маринци односачно на авион кажа дека се подготвени веќе од денеска, значи сабота, да го нападнат Иран. Исто така, извори некој новинарски, дека Трамп и дал 10 дена на Иран да се договорат со, а Иран сигурно нема да пристане. Иначе Русија се понуди да го прифати целиот богат ураниум, кој е за мирни цели, нели за тај ураниум и на американците што е комично, бидејќи они
везуваат ураниум, кои се за нуклеарната централа што има Иран. Значи, пред се многу интересен, значи ескалација може да изгледа многу поголема од како што Украина е ситна работа, иако во Украина Русија војува против комплетно НАТО, НАТО поточно таму е војна со еврејското лоби. Инаку, во многу мои видеа кажав дека Зеленски е човек на Путин и он го продолжува сукобот или судирот во вака состојба дека Путин не ја заврши работата, сега иде пролетна офанзива и не случајно можеби тука има и договор, Русија да не се меша например кај Венецуела и така натаму, со Трамп, и не случајно они до јуни дадо рок на украинците да се договорат со Русија. Значи се очекува од март посебно голема офанзива и Русија да го оствари својата цел, а дека Одеса, Харков не паднат, они нема да се откажат. Тоа се само киевски дел, значи ќе нема излез на море, а главните ресурси што ги има Украина се во Донбас. Донбас е веќе влезен во усовот на руската операција, значи Донецки Луганс, како и Херсонската област и нормално Крим. Значи, пред да се можна ескалација на големо светско ниво, кај што не е исклучено чак и нуклеарки се потреба или слично, но мој анализи зборат ако американците се обидат, од изглед ќе остане пепел, а не е чудо да бидат потопени бар еден од носачите на авиони, оти, ви кажа, месец и пол, може би 2, нон-стоп пристига транспортни авиони од Кина и од Русија во Иран, со кинески радари и со се. Значи да има утре дали ќе се случи нешто, иако Трамп даде рок од 10 дена, но војните лица и генералите од носачите и авиони и така натаму, најавија дека од сабот, значи од денеска, фактички, временски е почнат кај на сабота, ќе бидат подготвени за напад на Иран. Дали во кој случај копнени нема да можат, тој ќе биде воздушен напад, но како опасност и каков одговор ќе добијат од другата страна, ако се обидат, нормално, ќе видиме. Јас се надам дека сето тоа нема да случи, дека ќе се договорат, ама сето мириса дека Нетањаху и Трамп му подпиша смртна пресуда на Израел ако го нападат Иран. А тоа бара еврејското лоби, значи бара да се униси сопствената држава. Драги пријатели, посаку убава ноќ, во сон. Они кои има желба да ме следат, треба на притисат на YouTube на копчето subscribe или претплати се бесплатно е и да погледат на Instagram или на TikTok, ако не ме блокирале, и таму ќе го најдат видеото. Посакувам добра ноќ, убав сон, убав викенд и со Создателот и Македонија напред.